Македонско девојче, змија, ојде, се извину. Кика шарена, во градина набрана, дар подарена, дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Нема, нема, и неке се роди поубаво девојче од Македонче. Чу да прам, ме држи уште, море. Особено под брат ми, отко ми каже дека ќе се жени. Ми се врати одма та свадба емоции. Абе си повлекви то нашето, море, си повлекви. Тој септември месец, полн со секакви емоции. Некој почнува на училиште, некој се жени, некој плачи по летото, по одморите, а некој, бога ми, сега на одморот. Нарно, по шо е најпознат септември? По праењето, ајвар, бебате, зимница, по миризбите. Тој мирисо на ајвар, какви се емоции бу. Бога ми, полека и почнува да студи. За сето тоа и многу повеќе. Правиме муавет после шпицата. Одиме. И брат ми малиот од Скајо стигна да си ја бара женската за жена, радости невидени. Знаеш како, од една страна ми е многу мил, од друга страна, јас успеав да се зафркнам. Како успеав да го зафркнам и него и полој на друга, и то не ми е јасно. Зошто, бе, деца? Не сум многу мил момент. Не реков зафркнат за мајтапи правиме муаве. Не сум зафркнат, така не сум зафркнат. Јас не се жалам, многу мил. Така преубам. Одубо пубо. Се спаси. Тукубата работа е што годинава мајка ми го ќе оправи ајваро. Има две невести да му помогнат. Друго е две раце, друго е 6 раце. Една ќе лупи пиперки, едната ќе печи. По-друго е малце. Убај се со ништата, ме сваѓај. Само кога сонва човек треба пази да не испоти многу во сонвањето, да се преслеква понабрзо. Оти терсене време, сега напаѓаат тие вирусите на темаги. Кој стигна кашла, кој кива, кој глата го боли, кој нозете. Вируси милиарда и сите напаѓаат од различни страни. Исто кој што напаѓаат македонците во Грција на продолжен викенд. Добро е, вие салам сте или не сте салам? Мислам, добро, воре, јас разбирам. Продолжен викенд сакаш да го искористиш, да смениш малце локација и така натаму. Разбирам и да ти е мерак море да видиш. Кај што ти е најблиску, најприфатливо таму ќе. Ма ти бе море паркинг да нема во цел Солун. Паркинг, знаеш што е паркинг, нема игла кај да фрлиш не па кола да. Салам сте или не сте салам? Што прави? Да не можеш човек дој работа да заврши. Да треба доиш нешто да земиш да се врати. Нити можеш доиш, нити го ќе паркинг ќе најдеш, нити ќе завршиш работа, нити па ќе се вратиш тојде. Кај нас овде на граница имаше 3-4 сати редица, човеч. Сум не на нашата граница, лалда му е на наши. Стигнавме кај нас 3 коли, бевме шак помина. Од таа страна на границата до автопато нам 3-4 сати ја чекаш, море, знаеш што е 3-4 сати? Па тек немам да замислам Гевгелија што се има дешава. Што уште појако во гужвата имаше многу и од Србија и од Скопје, од вамотаму, што миследеме што ќе врвиме на Гевгелија, ќе чекаме да од тука ќе поминиме, нема гужва. Нема гужва? Добре дојдовте, бе, дече. Добре дојдовте во Битол, градо на конзули. Ако се заглавите, да не се чудите. Ајде, тој што бил низ Битола може знае како што. Знај дека пола град е ископан со некој цевки, нешто кине и шопра, ќе клават нешто гасово, водово, кине што ќе клава. Има луѓе што не знаат, ќе заглави негде по улици, кине ќе излезе. Па ако не си спан, па ако некој вака 2 дена што не беше, пошто ништо не работи овој зато. Па то ужас, бе, брат, тебе ти се спие, ти се плачи, ти заглаве негде во гужвите таму. Сите можни паркинзи ги одиш еден по еден, џабе, нигде сегде ти вели фул. Не постои таму фул. Па гужви по пато тебе глата ти паѓа. Па на граница гужви, И од една страна си вели шај, таман гужва ќе подремам малце, ме сваѓаш ќе одмор. Уживајте. Таман ти ќе помислиш да подремиш, редот ќе мрдни пола метро. И се ако не мрдниш пола метро, него ќе се пикне, оти бистри деца има но. Од друга страна ти се спие, ти се плачи. И оти бе вистина стално друга талента поке се движи. Ама не без правење паметни закону на Марфи, ти реков ми реч. Оти друга талента стално поке се движи. Тоа да ми објасни не. Влегваш во една талента и почнува другата вртат 10 коли. Па уште 10. Оре си велиш овие терања. И таман ќе помислиш бистар да се направиш, ќе му влезиш и ти во талента, та колона застанува и почнуваат од тука пуштат. 50, 20. И си велиш не мрдам сега, оти сега наред ќе дојди мојат. Уживај бате, има грешка за те. По едно сат време си велиш море не мрднав мич, овие 200 души поминаја. Тој што беше пред мене веќе ќе излези од таа страна. И си велиш чекај бистар сум јас, па ќе си влезам назад. Влегваш десно, почнува друга талента. 200, 300 возила врва. Тоа е таа бистрина. И си дремиш, си велиш тоа е сега тука ќе стојам. Ако треба што
треба, што сака нека би. И што сака е да ти кажам право. И коза инат во такви моменти стално батерија нема, ти се оди во WC, ти се плачи, гладен жеден. Додуша за гладен жеден обично стално сме спремни, ама нема врска. Море работа имаш, не знаеш како ќе стигнеш да ја до работа. Па ќе си речиш ај ќом негде до WC, отстран ќе почне да ти врни. Ај му имаш чадор в багажник, ќе земиш чадоро, не можеш дош нигде во WC, сите светат, сите надвор излезени чигарината. Зато не мрдата колоната, оти тој дур да излези, дур да го пашни цигарето, дур да влези в кола, дур да тргни, дур да излези па надвор со цигар, тоа е процес. Абе не сме цигарата да трпи мора. Значи свето може да трпи, децата може да трсите, може да трпат, чигарето не сме да трпи. И уште ако му речиш збор на некој што пуши, уште будала ќе те напреко ти да правиш некој криминал. Ај да не се возбудвам се тука, пошто на телевизија сме, иначе ќе ви кажев уште нешто. Оти е цигарината. Знаеш што најмногу психички те убива? Што си велиш овде има толкава гужва, ми те таму кај нас од таа страна, пошто овие не проверват многу, му е гајле шо како надвор излезе. Ма кај нас влегваш во државата, нормално е га ќе проверат. Си викаш, кој знае што се дешава таму, киде кукуредица и врска да нема муавето, брат. Кажувам, стигнавме, 2-3 коли бевме, во 2 минути сите заминав. Мислам дека се познаваме доста, не сум човек што прави лице, ама бев ептен пријатно, изненаден вал нека му на наш. Веројатно претпоставува пошто празник, продолжен викенд, сезона уште и така натаму дека ќе има гужва, ама си беа спремни деца. Не чекавме 3 сати конаму, да не можеш да дочекаш дома да си до. А па шубо е чувството кога си дојдеш дома, така го чекаш, ајде леле што се стори. Сати улај кога ќе влезиш дома. Залетваш одма побрзо дома, си стигнеш да си влезиш, да си се издишиш раја, да си легнеш на твојо креве, да си влезиш во твоето WC, кажеш си како крал, како паша. Тоа бајна невидена. А што уствари најмногу те ади психички е фактот дека ти знаеш дека можно е да биде гужва. Значи си се наоѓал во ситуација, знаеш дека за празници не се ој нигде, пошто не си единствениот бистар ум што ќе му текни да оди на празник негде. Без разлика дали имаш работа или нема. А си велиш, аве шо толку сигурно нема толку да би. Не толку и поќе евра. Јас да ти кажам. И тој пусти септември не е поќе тоа што беше. То технички сезоната е од јули негде до средина на август. Ама балканската сезона е негде таму септември. Не за друго, за гужвите ме сваѓаш, не дека нешто за поевтино се вартака. Некиш ти во гужви малце полабаво да ти ви. Само што и овие луѓето се избистрија и септември цените се исти кој јули. И за карти авионски за што сака. Тек онам од октомври ако ти чини, ако сакаш да нагаѓаш дали ги се погодат денојте или не, тогаш може. Макар што и септември е со нагаѓање, еве го се дупна врне. Ама па добро, и дождо е убав за одмор ако сакаш да одмар. Ако сакаш да шеташ и да се сликаш, не е убав може. Ама за спиење шубав е, јас да ти кажам. А тоа надвор да си врни дома, да си оттегнат во комфортот на својот дом, најаден, напиен, сите марифети, сите задоволства убајни, да му се оттегниш, а се дупниш од спиење. Нема поубаво, брат. Значи месецот кога ќе почнува школа, кога почнуваат сите телевизии, кога треба официјално да почнат сите работи. Најубав за спиење, бе. Е таков е живот. Стално тогаш кога ти се спие најмногу ти треба стани. Оти пример во текот на ноќта станваш, одиш до WC, може да станиш, може да не станиш, ти е гајле, разбираш, не ти е мачно станвање. Арно ако ќе дојди са вајле за станвање, за одење негде, тогаш шубо ти се спие. Абе најубаво сон е тогаш. Значи цела ноќ не е најубаво, ама тогаш са вајле кога ќе мораш да станиш, е тогаш е убајно. Кога ќе не мораш ќе си станиш, не е проблем. Ама кога ќе мораш да станиш, какви убајни е тој сон, тоа е чудо неко. Единствено нешто што може да ти биде поубаво од таквиот сон е бракот. А, виде? Дали видите прави? И така е. Ако си ја погодиш личност, ако не си ја погодиш, што сакаш прави, нема да ти биде. Ама ако си ја погодиш личноста и ништо да не преш, ќе ти биде за мере. Бисја мене ак ме најдо. За не значи дека на сите ќе му се погоди, а се разбери. Ма вака го му се погоди на некој, обично сите паѓат после негов тавче. Така што за крај на денешниот муавет јас ќе ви речам со среќа на сите што сакате в тавче, падните и со лесно, што то преубаво. Ама никош не може да знае. Зато гледа да се погодиш личноста, за после ти се погоди живот. Оти ако не се погодиш личноста, ќе ти биде хаос, особено ако заглавиш на граница. Тогаш тешко тебе. И да не ве заглавувам појќе ти бега времето. Ќе ви речам чао, ама само ми текне на песна со времето нешто што имаш. Не ми го земај времето. Времето ми е поважно од се. Ремикси тука правиме, па дури кога и на граница главиме. Толку од мене. Фала ви на вниманието. Имајте убав ден.